Мора да се најде компромис за прашањето за името за да се отвори патот на Македонија кон Европската унија и другите организации во кои сака да се приклучи, вели грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во интервју за весникот Етнос. Нашите соседи веруваат дека можат да продолжат со приклучување кон овие организации без договор со нас, нешто што е невозможно, додека некои од нас пак веруваат дека инертноста во надворешната политика е наше оружје, наведува Кодзијас. Нагласува дека Атина и Скопје сега сватиле дека треба да работат врз основа на консензус и компромис. На сите наши соговорници сега им е јасно дека мора да се најде чесен компромис за прашањето за името со нашиот северен сосед. Вистина е исто така дека некои од Европската унија во минатото создава илузии дека патот кон членство во унијата и во други организации може да биде отворен без компромис, наведува Кодзијас прашан дали сега е моментумот за решавање на спорот за името со Скопје. Грчките медиуми во изминатиот период интензивно пишуваат за конечно решавање на спорот помеѓу двете земји, со најави дека Македонија изразува добра волја во насока на отстапување од иредентизмот, но и дека грчката влада сака конечно да го затвори ова прашање за да може да се посвети на решавање на другите проблеми. Друг показател за затворање на ова прашање е самитот на НАТО, кој ќе се одржи во јули наредната година, па од двете земји доаѓаат најави за завршување на процесот неколку месеци пред самитот. Најави дека во скоро време ќе се стави крај на долгогодишниот спор меѓу двете земји доаѓаат и од двете страни, а не толку скриени пораки дека решението наскоро ќе биде јавно. Можеа да се слушнат и од американскиот заменик помошник државен секретар Хојтие и еврокомесарот Јоханес Хан. Разговорите за името меѓу Македонија и Грција со посредство на представникот на Обединетите нации Метју Нимиц ќе продолжат во Брисел на 11 и 12 декември.